Уредна е медицинската историја за случајот со 3-годишното дете Блаже од Кавадарци, кој пред неколку дена почина на пат до Скопската клиника, потврдуваат за Канал 5 од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. По направените инспекции кај матичниот лекар во општата болница во Кавадарци и детската клиника во Скопје, во медицинската документација нема пропусти, вели доктор Кирил Лазов, директор на здравствениот инспекторат. Тој потенцира дека инспекторатот нема надлежност за да утврдува дали во случајот има лекарска грешка, но ќе побараат формирање на стручна комисија која ќе може да каже дали лекарите постапиле соодветно или детето требало веднаш да биде хоспитализирано. На 3.6. во 5 часот детето било донесено во ЈЗУ општа болница со проширена дејност Кавадарци од страна на неговите родители, прегледано е од дежурен доктор, специјалист по детски болести, кој врз основа на прегледот и испитаните параметри проценил дека нема потреба од хоспитализација. Државниот санитарен и здравствен инспекторат, согласно член 296 од Законот за здравствена заштита, ќе поднесе иницијатива до Министерот за здравство за формирање на комисија. Родителите на малиот Блаже велат дека се скршени од болка и се уште не се свесни што им се случило. Иако не сакаат да говорат пред камера, во телефонски разговор за Канал 5 велат дека нема да се откажат од правдата и бараат на дежурната докторка во Кавадарци која првично го прегледала нивниот син да и се одземе лиценцата за работа. Кобната ноќ ја молевме докторката да ни пушти возило на брза помош за да си го спасиме нашето синче, а таа нервозно и вулгарно ни се обрати, ни викаше и не избрка од болницата. Таа тврдеше дека детето кое имаше кислородна сатурација 100 и пулс 54 е добро и дека не му е ништо и сакаше да си заминеме дома. Нашиот 3-годишен син ни почина во раце на пат од Кавадарци до Скопје и пред патарината душичката наша почина. Бараме од надлежните да и се одземе лиценцата за работа на докторката што не убедуваше дека нашето дете е добра, што не ни даде со итна помош веднаш да отидеме во Скопје. За нашата болка треба да има одговорност. Дали во овој случај ќе има кривичен прогон, треба да одлучи обвинителството, кое се уште ги чека обдукцијските анализи. Од судска медицина пак за Канал 5 велат дека работат, а веднаш откако испитувањата ќе бидат завршени по службен пат ќе ги испратат до обвинителството.